Силно полициско и воено обезбедување, затворени граници и илјадници луѓе оставени на дождот за до градата. Шаторите се потопија во локвите вода. Очајни бегалци останаа заглавени на грчката страна од границата, откако Словенија, а веднаш по неа Хрватска, Србија и Македонија ги затворија границите за бегалци и мигранти. Со овој чекор и официјално се затвора балканската рута. Луѓето останати во домени не знаат што ќе се случува понатаму. Но по речиси тринеделно кампување во сурови услови, премрзнети и изгладнети, немаат намера да се враќаат во Турција. No, I will not back to Turkey. It's the risk of our life to come here to cross the sea. It's very dangerous to cross the sea. And the boat is not enough good to handle 50 to 70 people in one boat. And it's very dangerous to cross the sea. I will not go back to Turkey. Македонија уште вчера никој не пуштила да помине низ нејзина територија. Иако граничните служби известија дека протокот останува ист, се додека не дојдат нови насоки од Европската Унија. Веќе неколку пати македонските власти се изјаснија дека низ земјата ќе поминат толку мигранти колку што Европа може да прими. Во спротивно ќе ја спушти рампата за бегалци и мигранти, бидејќи како што велат, Македонија нема капацитет за прифаќање и престој на бегалци и мигранти на подолг период.